Добро утро од прекрасниот простор во Чаршијата, Чифтеамам, објект на Националната галерија. Веќе во завршна фаза се подготовките за, како што ти, Иване, најави утре вечер, една, можам да кажам, многу интересна, не секојдневна изложба. Ќе почнеме со кураторката доктор Ана Франговска. Еве, на големо можеме, што секе може да погледне утре публиката во Чифтеамам. Значи, на голямо задоволство, мое лично и секако на институцијата Национална галерија, како наша гостинка, имаме чест да представиме една, можам да кажам, документарно ретроспективна изложба на нашата драга и ценета Љупка Делева, македонска авторка која што долг низ години, неколку децении веќе, живее и твори во Венеција. Одамна не сме имале можност така интегрално да видиме како се развивала низината идеја, низините размисли во однос на уметноста. Така да ова ќе биде една ретка можност и за публиката, но и за стручната фела на едно место да ги види нели оние најзначајни проекти кои што Љупка ги има создадено низ годините од 98 до 25 година. Така тоа е, да речам, една рамка која што стои во самиот наслов, кој што е наречен трансформации флусо на италијански, како дел од низиниот втори идентитет, нели, флукс. Всушност, целата изложба се движи на линија на тој простор измеѓу, на тој трет простор, кој што некако се случува помеѓу една, да речам, разделена единка, индивидуа. Нејзината полна душа со македонскиот бит, испреплетена со сето она што таму после колку години, 25-30 години, можам да кажам, го живее и го искусува во Италија. Значи, еден хибриден идентитет, една индивидуална борба, меѓутоа не во негативна смисла борба, туку едно имплементирање и вклучување на едното со другото и постојана битка за тоа која е кожата, новата кожа, која е старата кожа. Така да опфаќа многу интересни аспекти од секојдневното живење, можам да кажам, на секој човек, од политички до социолошки до феминистички, значи прашања за природата на жената како индивидуа, како мајка, како творец, како граѓанин, бидејќи се занимава и со активистички прашања кои што се дел од секојдневието и на Скопје и на Венеција, која што е, нели, низиниот матичен град во Италија. Така да, навистина поканувам целата публика да дојде и да го погледне овој документаристички приказ на развојот на еден вака значаен македонски автор. Еден обсежен извештај, можам да кажам, сеопфатен за изложбата. Љупка, пред се живеете во еден град музеј, и знам дека можеби е вечна инспирација, меѓутоа и мотивација и потик за секој да ја посети Венеција, живеејќи таму, како што Ана Франговска кажа, со македонски бит, со македонски ген, со балканска крв. Како е да се биде уметник и навистина фрапантно ова што сте го сработили до сега? Благодарам. Баш тоа сакав да го срочам. Значи, тој дуалитет, таа дуалност на македонското и италијанското во мене, нели, македонското од раѓање и италијанското, она применото, обогатеното, збогатеното, но тоа, викам, напластено е нешто и излегува од мене она што веќе било, и тука постои таа цикличност во изложбите што сум ги правела овде, оние проекти кои што сум ги имала во Италија. Дојде време, едноставно, зрелост можеби, да се представи тоа каде не, поинаку ако не во Македонија, од каде што сето тоа почна, нели? Мене ми е драго што се чувствуваат вашите емоции, еве и на ова линковско вклучување, кога тапкате на македонско тло, кога сте во Чаршијата, кога сте во овој преубав објект кој што е сам по себе импозантен. И навистина, како 98-25, значи 28 години творештво, беше ли тешко се да се срочи
во Секако една комплексна, затоа што ние уметниците сме малце, имаме многу фолдери во глава и сите тие се некако немаат некоја хронологија и немаат, значи, сето тоа водеше до концептот и идејата да го сработиме и секако да го срочиме заедно со кураторката, бидејќи уметникот дава нешто, меѓутоа му треба и некоја добра цврста потпора, столб кој што сето тоа ќе знае како да го спакува, за да биде и приемчиво, меѓутоа и да биде автентично и представително на некој начин. Така е. Убаво кажувате и она што секој уметник, која и да е, дали е ликовен, дали е фотограф, дали сега да не ги редиме сите апстрактна уметност, со она што тлее во него и така кажуваат, кога ќе излезе на виделина или веќе кога ќе излезе во како изложбен материјал, тогаш велат не е мое. Вие тоа го чувствувате? Секако, делото кога ќе се изнедри, кога ќе се изроди, тоа веќе има свој некој живот. Баш делата, еве да се навратам на Тишина наспроти звук, кое што е донација на Музејот на современата уметност. Го нема видено моето чедо повеќе од 20 години и баш заради изложбата бев на увид. Значи, делото е таму, ние имаме некое сеќавање, некоја емотивна врска со тоа што делото ни го представило, за мене како автор додека сум го правила, меѓутоа и за посетителите кои што го восприемиле. И сега повторното представување на ново дело, дигитално, со нови технологии, дава некој сосема друг впечаток, но со една временска дистанца. И тоа е многу интересно исто што се навраќам на минатите изложби, на минатите дела, кои што во овој временски период, во ова сега и овде, имаат сосема поинаков контекст. И многу интересно и за мене, многу ќе бидат интересни да ги слушнам и да ги доживеам сите реакции од публиката. Мене ми е многу драго што вас ве видов и ве доживеа во овие неколку минути, особено ми е драго што тука ја создавате ова прекрасна, морам да кажам, изложба. Ана, изложбата утре вечер, до кога ќе има можност скопската? До 9 октомври, така да ја поканувам целата македонска јавност, доколку има можност, убаво би било, нели, да го посети објектот на Националната галерија Чифтеамам и ова репрезентативна изложба со, да речам, раскажување на голем дел од приказните со кои што Љупка Делева се занимаваше низ годините. Така и не секој ден на можност да се запознаат со авторката. Со авторката. Така, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Тука сме со вас, ве следиме, се гледаме во следна прилика. Благодариме на интересот.